Во Музејот на Македонија пак е поставена изложбата Кодирање на Тома Димовски. Во својата најнова изложба Тома Димовски зборува за уметноста создадена од човекот, полна со емоции, поставувајќи го прашањето: може ли вештачката интелигенција користена од уметноста да возврати со иста мера? Повеќе за изложбата од Елизабета Мемиќ. Во својата најнова изложба, Тома Димовски ја потенцира привилегијата што ја има уметникот да создава жива уметност, наспроти форсирањето на уметноста што може да ја создаде вештачката интелигенција. Дали дигитализацијата го избанализира животот воопшто, сведувајќи ги емоциите на кодови? Ова е главното прашање на изложбата Кодирање. Да, за војовата опорета на изложба е дека ставаме робови на интернет, ставаме робови на овие што треба да живеат помагала социјални страни, мобилни телефони, ти требаше да живеат само помагала. Не ги направи како да се главен од нашиот животот, да. Сушност, велиш дека станавме робови на она кое што требаше да ни помогне во животот, а не всушност да го преземат нашиот живот. Тома Димовски не ги користи своите 20 на акрили, 20 ситопечати и многуте цртежи од оваа изложба, ниту претходните работи, за да ја одбрани својата попреченост од секојдневните чудни погледи на непознатите. Уметноста е неговиот живот, сосема нормален, сосема обичен, сосема голем, без тежнење да води битка за да докаже дека не постојат пречки за да се биде сликар, иако не сакајќи, борбата е дел од неговиот живот. Сликите имаат свој живот, иако уметникот понекогаш треба да плати превисока цена за средината да го свати сериозно. Скопје. Она Скопје има една многу специфична работа, што сите луѓе што се бават со култура и уметност, го гледат, не знам, Скопје голем град има повеќе од милион жители, ама луѓето што се бават со култура се многу малку. Значи во Скопје, иако е голем град, е лесно да се занимаваш со уметност, иако имаш попреченост, а? Да. Тоа не е толку голем проблем. Проблемите во Скопје, односно попреченост, се друг карактер. Значи со друг карактер се проблемите во Скопје, за луѓето со попреченост. Изложбата Кодирање на Тома Димовски е во Музејот на Македонија. На крајот од ова издание на емисијата ве поканувам заедно да ги одбројуваме последните денови од годината со секое ново издание на емисијата, заклучно со последното кое ќе го реализираме во петок, кое што ќе биде и последно за ова 2023 година. Ќе ви се заблагодарам што не следевте и денес, ако го задржавме вашето внимание, и ќе ви посакам да останете со добро здравје и во убаво расположение. Пријатен ден! Dođeš uvijek kad grošće primi boju mora, korakom prođeš onim još ljepši nego onda. Dođeš uvijek kad dođe po mene neka tuga, na mostu dole staneš i čekaš vjetar sa juga. Daj na sunce to lijepo lice, korak pruži ovoj nesretnoj duši što za ljubav gine, malo nade pruži. Daj na sunce to lijepo
nekog drugog tako da se zaljubim. Prva kategorija. Programa